raduvaj se, raduvaj se, čedo Božje, raduvaj se, po Isusa ukrepi se. Ljubov moja, sila moja, duša tvoja vo mene. Ljubov moja, sila moja, duša tvoja vo mene. Raduvaj se, возлюби me, ljubov moja vo tebe. Raduvaj se, nauči se, da prostuvaš i ljubiš se. Radost moja, ljubov moja, duša tvoja. Tatko moj nebesen, neka bude tvoja ta volja i vo ovije slova. Ti zboruje niz mene, upotrebi me za tvoja slava. Levot naš nasušen, daj njego i denes. I prostini gi dolgovite naši, kako što i nije im gi prostuvame. Na našite dolžnici. I ne vovedi vo iskušenije, te sakam Gospode Isuse Hriste. Znajte, Негово е царството, славата и силата во сите векови. Амин. Ете во Мавровската заедница, овде, за славата Исусова. Денеска ќе зборуваме Римјаните, 2 глава, а се однесува и на вас, Мавровците, Македонците, Скопјаните, Тетовчаните, Гостиварчаните. Луѓето одврбени секаде, Неготино, Прилеп. Секаде каде што има луѓе кои се жедни за дух, кои имаат потреба од духовното живење, кои имаат потреба да се разберат, да се препознаат кои се и што бараме на земјата, зошто сме овде, зошто нашиот татко е на небесата. Те сакам, Господи Исусе Христе. Праведноста на Божиот суд. И така немаш изговор. Римјаните 2 глава. Немаш изговор. О човеку, кој да си ти? Зашто со каков суд судиш друг, со таков се осудуваш самиот. Основната суштина на човечката падната сатанска природа е осудување и мислење дека другиот е виновен за состојбата. Знаете, и така немаш изговор, о човеку, кој да си ти, зашто со каков суд судиш друг, со таков се осудуваш сам, бидејќи ти кој судиш, го правиш истото. И единствениот закон, кој го разбираат сите религиски деноминации, тоа е тоа што си го правел, ќе ти се прави. Се она што ти го прават луѓето, правете им го и вие. Тоа се законот и пророците. Око за око, зап за зап. Што си правел, ќе треба да отплатиш. Отплаќањето е 4, некогаш и повеќе. А знаеме, значи, осудуваш друг, а ти го правиш истото. А знаеме дека Божиот суд, кој паѓа врз оние кои вршат такви работи, е според вистината, според Исус. Значи, Бог не е пристрасен, нашиот татко. Нашите состојби кои ни се случуваат се степенот на нељубовта кон другите или сето она што сме го работели, сме го помислиле кон другите, сега го доживуваме на себе. Можете да го проверите тоа. А знаеме дека Божиот суд кој паѓа врз оние кои вршат такви работи е според вистината. Вистината е Исус. Исус затоа вели, јас сум патот, вистината и животот. За да не погрешиш, треба да го имаш Исус во умот и во срцето. Зар мислиш од човеку
дека ќе го избегнеш Божиот суд, ти кој ги осудуваш оние што прават такви работи, какви што правиш и самиот. Значи не судете за да не бидете судени, еден од оние закони во кои ти проверуваш дали си во Исус. Еден е судијата. Од маздата е моја, јас ќе отплатам, вели Господ. И ние постојано се осудуваме едни со други. Кога ќе дојде таква состојба, благословувајте ги оние што ве навредуваат, благословувајте ги оние што ве колнат, молете се за оние што ве навредуваат и гонат, молете се, љубете ги непријателите своји. Е Исусовата вистина. Зар мислиш од човеку дека ќе го избегнеш Божиот суд, ти кој ги осудуваш оние што прават такви работи какви што правиш и самиот? Дали ти си во Христос, дали си муслиман, будист? Знаете, секој од нас знае дека ќе дојде ден, длабоко во срцето, потоа го има тој стих, дека ќе застанеш сето она што си го правел, ќе треба да го отплатиш. Или пак го презираш богатството на Божијата благост, стрпливост и долготрпеливост. Значи имаме благост, стрпливост и долготрпеливост, таа трае додека сме на земјата, додека ни е дадена сила, зашто Негова е силата. Твое е царството, силата и славата. Додека не остареме и не паднеме и не почнеме да викаме Боже мој, зошто ме остави. Знаете, го презираш богатството на Божијата благост, стрпливост и долготрпеливост, не разбирајќи дека Божијата благост те води кон покајување. Покајување е важен момент да согледаш дека не си совршен, дека си создаден, дека немаш доволно љубов да ги љубиш сите, дека немаш доволно сила да останеш во љубовта, дека силата не е твоја, дека царството што го бараш на земјата е горе на небеса, да си го пробашил патот. Но поради твојата тврдокорност и непокајано срце, Римјаните 2:5, непокајано срце, тврдо срце, непокајано срце, си собираш гнев за денот на гневот, зашто тоа што си го правил ќе ти се прави кога ќе се открие праведниот суд од Бога, кој секому ќе му даде според неговите дела. И тие велат нема потреба од дела, па ти правиш дела секој ден, дела на љубов и дела на нељубов. Два типа на дела има. Дела на себелюбие и дела на служење, какви што правеше Исус. Тоа е целата суштина, дали си ти христијанин или мислиш дека си христијанин и си тераш по старото. Значи секому ќе му даде според неговите дела, праведниот суд од Бога, непокајано срце, тврдокорност, живот вечен на оние кои со трпение, живот вечен на оние кои со трпение во добрите дела се стремат кон слава, чест и нераспадливост, кои се стремат кон Исус, зашто тој ни е патот. Неволја, јарост пак и гнев на оние што се непокорни на вистината. Непокорен на Исус, непокорноста е прва категорија на сатанска падната природа. Адам е непокорен, јаде од дрвото. Иако му вели нашиот татко дека ќе умрете, ако јадете од тоа дрво, само од едно дрво, и тој оди јаде од тоа дрво. Дали змијата жената се состои внатре во него? Јарост пак и гнев на оние што и се непокорни на вистината на Исус, а и се покоруваат на неправдата, на тоа што тој си го сака, јаде од дрвото на познанието на доброто и злото, знае што е добро и зло. Те сакам, Господи Исусе Христе. Неволја и мака за секоја човечка душа која прави зло. Како си правил зло, така ќе ти се прави. Со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери. Четворно ќе отплаќаш. И ти тогаш знаеш внатре во тебе дека тоа си го правил ти. Немаш изговор од човекот кој да си ти, зашто со каков суд судиш друг, со таков ќе ти се суди. 2:1. Слава и чест и мир, јарост пак и гнев на оние што и се непокорни на вистината, неволја и мака за секоја човечка душа која прави зло, пред се за јудаец, а потоа и за Елин, односно за македонец. Слава и чест, зашто тие се двете категории. Јудаец кој има завет со Бог, македонец кој го повикува Бог. Слава и чест и мир на секој што прави добро. Слава, чест и мир на секој што прави добро, пред се за јудаец, исто така и за Елин.
односно за македонец, зашто Бог не е пристрасен. Не е тоа како земниот суд ќе потплатише, ги судат политичарите, крадел таму, подмитувал, го ослободи од затвор, ја продаде државата за 30 евреници. Сепак ќе дојде ден, ние ќе го видиме тоа. Тој и неговите поколенија како ќе завршат. Господ, Отецот да му го отвори срцето и Исус. Зашто Бог не е пристрасен, оние што сгрешиле без закон ќе загинат. Значи тие што не го знаат Словото, јудејците го знаеа Словото. Оние што сгрешиле под закон, според законот ќе бидат судени. Тие го имаат Словото и законот, а сепак го распнаа Исус. Го избраа Барава, разбойникот. Тоа покажува што има во нивното срце. Бидејќи пред Бога не се праведни оние што го слушаат законот. Значи тие го слушале. Друго е да го слушаш, а друго е послушност. Тук ќе се сметаат за праведни само оние што постапуваат според законот. Тие го слушаат законот, го знаеш Словото, одиш во некоја заедница, а не постапуваш според законот. Значи, верата доаѓа од слушање на Божјото Слово. Тоа подразбира послушност и извршување. Извршување. Покажи ми ја верата своја без дела во Јаков. Јас ќе ти ја покажам верата своја во моите дела. Слава ти, Господи Исусе Христе. Значи, пред Бога не се праведни оние што го слушаат законот. Туку се праведни оние што постапуваат според законот. Да постапуваш според законот значи да постапуваш како Исус. Да оставиш се земно и да врвиш по Таткото небесен, да работиш за Царството Божјо. Да ги љубиш сите, да не осудуваш, да простуваш на сите, да се покаеш за секој грев, да ја прифатиш Божјата волја, да го бараш Царството Божјо. Зашто да ја промениш својата собственост. Исус плати за тебе, ја пролеа својата света крв. Зашто секогаш кога незнабожците, кои немаа закон, природно ги извршуваат одредбите на законот. Тогаш тие, иако немаат закон, се закон на самите себе. Ви ќе видите што сака да каже. Тие докажуваат дека делото на законот е запишано во нивните срца. Значи, законот е запишан во секое срце. Ти знаеш дека не е добро да мразиш, да крадеш, да лажеш, да убиваш, да силуваш. Едните го имаат законот, ќе бидат судени според законот. Тие докажуваат дека делото на законот е запишано во нивните срца, зашто сведочи и нивната совест, а и нивните внатрешни размислувања со кои меѓусебно се обвинуваат или одбрануваат. Нема оправдание, но тие само немаат сила без Исус да го издржат законот, бидејќи 10 Божји заповеди никој не можеше да ги издржи. И затоа Исус слезе. Отецот Небесен го прати својот единороден син, кој ни дарува живот вечен. И тој живот е во неговиот син, во Исуса. И нивните внатрешни размислувања со кои меѓусебно се обвинуваат или одбрануваат за оној ден кога според моето Евангелие, и ќе видите луѓе што не се во Исус, кои постапуваат, имаат сила во срцето, колку љубов вложуваш. Господ гледа на срце, не на лице. И имаат до некаде да стигнат, но последните чекори се потребни само со Исуса. Дали ќе издржиш, или за оној ден кога според моето Евангелие Бог преку Исус Христос ќе ги суди тајните на луѓето. Исус е Словото и Он ќе биде судија на се. Бидејќи Тој дојде и ни кажа дали сме ние под закон или без закон. Ето ти се нарекуваш јудеец, односно христијанин, се потпираш на Словото, на законот и со Бога се фалиш. Тоа се однесува, јудеец е категорија на оние што имаат завет со Бог, ти имаш нов завет сега. И ја знаеш волјата Негова. Волјата на оној што ме прати е секој што ќе го види Синот и ќе поверува во Него да живее живот вечен. Нова заповед ви давам, да се љубите еден со друг. И повеќе разбираш што е добро, зашто се поучуваш од законот. И мислиш дека знаеш, уверен си дека си водач на слепци, светлина на оние што се во мрак. Вие сте светлината на светот, наставник на неразумни, учител на младината, зашто образец на знаењето и вистината имаш во законот, ние денеска во Исус. Пазете сега, но како е можно
O nerazumni Galatjani, тоа да учиш други, а себе самиот да не се учиш. И ќе видите вие водачи на христијански заедници, дали тие навистина постапуваат како Исус. Учат други, но како е можно да учиш други, а себе самиот да не се учиш? Ти кој проповедаш да не се краде, а крадеш. Што крадеш? Се. Мисли, дела, постапки. Кој велиш да не се врши прелюба, а прелюбо действуваш. Што имаш ти што не си примил па да се фалиш? Ти кој се гнасиш од идолите, а крадеш од храмовите, наплакеш во храмовите. Ти кој се фалиш со законот, а престапувајќи го законот, зарем не го срамотиш Бога? Затоа кога ќе избереш и речеш дека јас му припаѓам на Исуса Христа, тоа е одговорност. Ти си негов представник на земјата. И секогаш кога ќе дојде некоја состојба која се обидува сатаната да ти го открадне мирот, да ти направи кавга, раскол, да те натера да вратиш со зло, јас го се држам за Исуса. Не јас, еден е судијата. Од маздата е моја, јас ќе отплатам, вели Господ. Војната не е ваша, туку е Божја. Како е можно да учиш други, а себе самиот да не се учиш? Ти кој проповедаш да не се краде, а крадеш, кој велиш да не се врши прелюбодејство, а прелюбодејствуваш, па прелюбодејствуваш ако збориш дека се во Исуса живееш во светот. Кој го љуби светот, не му е мил на Бога. Дали го бараш царството Божјо и работиш за него? Зашто поради вас зборува за христијански заедници, за водачи на цркви, за деноминации, името Божјо се хули меѓу незнабожците. Така стои напишано и гледај го овој во Исус, гледај краде. Водачите на заедниците крадат, водат джипови, се плашат, немаат доволно сила во Исус. Се надеваат на луѓе, а имаат гордост. Како е можно да учиш други, а себе самиот да не се учиш? И потоа има материализација на греот, болки, болести и страдања, кај нив и кај нивните најблиски. Обрезанието е навистина полезно, но ако го извршуваш законот. Сега зборува за евреите, помазани. Ако пак правиш престапи против законот, обрезанието тоа станува необрезание. Ти зборува за еден надворешен чин, тие се обрезуваат и евреите и муслиманите на Аврам, кој му се заветил на Бога и станал пријател Божи. Но тој понатаму што вели, ако необрезаниот ги пази одредбите на законот, тогаш нема ли неговото необрезание да се смета како обрезание? Тоа ви велам, некој не е ни во Исус и гледаш дека постапува како Исус. И необрезаниот по тело, извршувајќи го законот, нема ли да те осуди тебе кој покрај писмо и обрезание и Исус го знаеш си станал престапник на законот? Зато Исус им вели, вие велите дека не сте слепи, а да бевте слепи немаше да имате грев. Вие велите дека гледате и грешите, тогаш гревот ви останува. Зборуваш за Исус, а немаш доволно сила и љубов. Зашто силата е кога Исус ќе го примиш во срцето, да постапуваш како Исус. Значи не зборува сега да го слушаш, како што вели тој, да го слушаш законот, туку да постапуваш. Значи, бидејќи пред Бога не се праведни оние што го слушаат законот, туку ќе се сметаат за праведни оние што постапуваат според законот 2.13. Зашто не е прав јудеец оној кој е таков по надворешност. Значи, евреин јудеец е човек што има завет со Бог. Ниту право обрезани она кој е надворешно врз телото. И тие се обрезуваат муслиманите. И израелците се тепаат. Каде е тука Исус? Љуби го својот ближен како себе си. Така и потопувањето во вода е само надворешен чин, туку оној кој е внатрешно таков. Внатрешно таков, во внатрешниот човек, што е во срцето, обрезание во срцето по дух, обрезание по дух обрезание, а не по буква. И тие со буквите, затоа словото убива, духото животворува. Неговата пофалба не потекнува од луѓето. Внатрешно обрезан е оној што е во срцето обрезан по дух. Вика водна бања во Словото. Очистување во Словото. Слава ти Господи Исусе Христе. Слава ти Христосе. Те сакам Господи Исусе Христе.
крстен во Свет Дух и новороден. Се важни категории. Дали луѓето ги разбираат што значи тоа? Тие ќе положат раце, дали го примаш Исус, да, крстен си во Свети Дух и го положиш рацете и мислиш дека е така. Јован вели, покајте се. Покајте се. Покајте се приближи Царството Небесно. Се приближи Исус. И Царството Небесно е внатре во тебе, може да биде внатре во тебе. Ако го примиш Исус, ги потопуваше во реката Јордан. И сега тие одат во реката Јордан, се потопуваат. Ме прашува еден, малку слуша христијанство, малку православие, малку протестантизам, малку исцелувања, биоенергија. Тајната да ја најде. И тие одат во Јордан, мислат таму е тајната. Јас крштевам со вода, Јован, со вода, но тој крштева покаяние. Тој што иде по мене ќе крштева со Свет Дух и со оган. Со Свет Дух и со оган. Дали го разбирате ова? Распламтен дух на љубовта. Повикани сме на осветување и очистување. Повикани сме на распламтен дух во нас. Ефесијаните 5:26 вели за водна бања преку Словото. Водна бања во Словото. А тие мислат дека вода треба. Миење, капење во Слово. Чистење во живо Слово. Водата е само надворешен чин. Ако некој не се роди во вода и дух, вели Исус, Јован и Исус, нема да го види Царството Божјо. Да се родиш во вода значи да се покаеш и да се капеш во Словото и во дух. Нема да го види Царството Божјо и влегуваат, излегуваат од водата по неколку пати. Цела доктрина на заедница, баптисти, а и другите протестанти, мислат дека така се прима и духот преку капење во вода и што ќе положиш раце и ќе му кажеш, па пишува дека апостолите положија раце, но тие претходно беа вистински распламтени во духот, зашто слегоа пламени јазици. Почекајте додека сила слезе од озгора. Значи, влегува во водата сув грешник, излегува мокар грешник. Кенет Хейген, еден од оние баптисти кој потоа преминал на другата страна на Исусовата заедница, напуштајќи ја деноминацијата човечка. Те сакам, Господи Исусе Христе, сув грешник, воден грешник во водата. Исус вели да се родиме од озгора, за да влеземе во Царството Божјо. Јас сум од озгора, вие сте од оздола. Значи имаме земен, телесен, паднат, сатански, ѓаволски човек, земен и небесен син Божји. Син Божји, духовен човек, како ангели сте на небесата. Луѓето нема да се женат и да се мажат горе. Значи, се капат, се квасат, одат во Јордан, идолопоклонство кон реката. Одат во Ерусалим, чие духовно значење е Содома и Гомора, Египет, каде што и нивниот Господ беше распнат 11:8. Ерусалим, пазете, има духовно значење Содома и Гомора и Египет, каде што нивниот Господ беше распнат. И тие се уште чекаат да дојде Месијата. Те сакам, Господи Исусе Христе, идолопоклонство кон места, предели, настани, имитативен, телесен театар. Покајте се, вели Јован. По мене иде оној што ќе крштева со оган и Свет Дух. Покрстувањето не е да се капеш во вода, туку покајување. По мене иде оној што крштева со оган и Свет Дух. Небото над неговата глава е отворено. Те сакам, Господи Исусе Христе, ве чисти со Слово, водно капење во Словото, во пламенен дух. Живи слова во срцата. Пазете, целата суштина е како да му дозволиш на Исус да те води, да живее во тебе. Изрекувам живот во секого од нас, во секого од вас, живот во името на Исус. Амин. Водна бања во Исус, да се искапеш во љубовта, да се искапеш во покајување, исцелување, простување, одврзување од светот
неосудување, не суд во тебе, да се потопиш во живата вода, да ја згаснеш жетта во Исус, да потечат од твојата утрова реки од жива вода. Те сакам, Господи Исусе Христе. Жива вода е живото слово во твоето срце. Живо слово Исусово во тебе. Тоа значи да го живееш Словото. Не само да го слушаш, да го извршуваш законот. Да го живееш Словото и така и ти како Исус ќе станеш живо Слово, жив камен во Неговата црква, жив сведок. Ти се претопуваш, капеш во Словото, се чистиш, ти си Слово Исусово, во распламтен дух на љубовта. Те сакаме, Господе Исусе Христе, се соединуваш со Исус. Се соединуваш, се враќаш во својата духовна природа. Жив камен во неговата, единствената духовна заедница. Не за сатанските земни заедници кои го поделиле Исус, кои говората не извршуваат. Да се родиш во жива вода, во распламтен дух, да се родиш од дозгора, за да го видиш и да влезеш во Царството Божио. Се крстат како бебиња, како возрастни по неколку пати во вода. Мислат дека тоа е пораката. Да се искапеш. Господе Исусе Христе, жива вода, жива река, живо слово, се духовни состојби на осветување, очистување и сплотување, соединување во еден дух со мојот Татко Небесен Исуса Христа. Амин. Исус да ви го отвори умот, да го разбирате писмото. Амин. До Божјо Царство Небесно. Те сакаме, Господе Исусе Христе. Ти благодарам што ми ги отвори овие слова. Значи, пред Бога не се праведни оние што го слушаат законот, туку се праведни оние што постапуваат според законот. Немаш изговор од човеку со каков суд го судиш другиот, со таков ќе се судиш и себе си. Тие докажуваат дека делата на законот се запишани во секое човечко срце и човекот знае. Знаете, како е можно да учиш други, а себе самиот да не се учиш? И се ние ќе дојдеме, не е обрезување она што е надворешно во телото, туку внатрешно во срцето, по дух, а не по буква. По дух, а не по буква. И тогаш неговата пофалба не потекнува од луѓето, како и ова зборување, туку од Бога. Те сакам, Господи Исусе Христе. Христијанството не е обреден момент, туку со сета своје срце, со сиот свој разум, со сета своја душа, со сета своја сила која ти ја дал Небесниот Татко, да се фатиш, да го повикаш Исуса, да го примиш во срцето. И потоа да го извршуваш, да го живееш законот на љубовта. Господе Исусе Христе, те молам за исцелување на сите оние, допрете се каде што ве боли, што ќе кажат: Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Се покајувам за секој грев, се покајувам за гревовите на моите предци. Им простувам на сите, никого не осудувам. Ја прифаќам Твојата волја. Го барам Царството Божие, оставам се во Твоите раце, зашто се мое Твое. Ти ме создаде од прав земна и дух животен дувна во мене. По образот Твој ме создаде, жива душа налик на Тебе. Мирвам до Божиот Царство Небесно. Во името на Господ Исус Христос, бегај од мене, сатано, надвор од нашата заедница, надвор од македонската земја. Во името на Господ Исус Христос ја враќам Македонија во Твоја собственост. Татко мој, дојди во Македонија и помогни ни, Господе Исусе Христе, за секогаш Исус, за навек Исус.
и Исус напред ние по него. Амин, до Божиот царство небесно. Амин. Радувај се, радувај се, радувај се, чедо Божје. Радувај се, радувај се, во Исуса укрепи се. Љубов моја, сила моја, душа твоја во мене. Љубов моја, сила моја, душа твоја во мене. Радувај се, возлюби ме, љубов моја во тебе. Радувај се, научи се да простуваш и љубиш се. Радост моја, љубов моја,